Пред општата болница со проширена дејност Кочани се одржа мирен протест, каде група граѓани ги истакнаа незадоволствата од начинот на службената работа и од пристапот кон пациентите од докторката Дивна Давидкова, која работи на итната медицинска помош. На настанот, револтираните граѓани упатеа апел за нејзино отстранување од работното место. Кога моето дете не беше примано на итна медицинска помош, каде што не можевме да земеме упати да се качиме во службите на детско одделение, поради докторката Дивна. Не знам од кој причини, јас кога дојдов, таа се криеше, повика полиција, јас не може да видам, не може да праша, не се стапил во контакт со неси. А исто така пред месец време сопругата доби многу јаки болки во главата, што дома плачеше, мене ми повика од работно место, јас отидов дома, таа со толку големи болки што плачеше, ние дојдовме на итна медицинска помош, беше негде околу 20 часот. Кога дојдовме на итна медицинска помош, немаше никој на своето работно место. Не знам која докторка е била на смена, која не е, пошто тука не е, дефинитивно докторката не беше на своето место. Ние надвор имаше можда 5-6 пациенти што чекаа да влезат на ред, ние бевме последни. А сопругата не можеше да чека, мислам дека беше хитна работа, се качишме горе на одделение, од озгор кога тропавме на вратата, ние бевме вратени. А кај ви е упутот? Кажавме дека доле нема докторка, не може да ни даде упут, да примат сопругата да биде примена, да и упатат помош, медицинска помош што треба, а јас ќе се вратам по упут. Таа ни ја затвори вратата и ни кажа дека без упут не може. На прашањето јас кога реков, ако е нешто хитно, не дај Боже ако умре, кој ќе одговара? Ми рече никој нема да одговара, што ако умре. Не, ни прва, не е ни последна. Ќерка ми беше сама со синчето. Паднале во безсознание. И докторката ја е намало половин сат и повеќе да стигнат кај нас. Ја дојдела 5 минути сигурно или 10 негде, се е расправала право со неа, зашо лекарка ми ја речела дека сте немаве половин сат и она почнала да се однеса недолично. Пред 2 години татко ми беше паднат на улица, комшијата ме повика дека лежи на улица, го донесов во кома и побарав да биде прегледан. Таа ми рече без маска не може, иако маските не беа задолжително пред 2 години. Јас се отидов да побарам маска, не најдов нигде пошто беше недела. Се врати повторно и ја замолив, викам докторке, те молам, прегледај го да не умре. Таа ми одговори и да умре, нема да биде прегледан без маска. Доваѓам со стомачни болки на болница и таа ми вика, ако сакаш да те боцкам кетонал, ако не иди дома. Јас си тражив упот да ме прати негде на испитување, пошто сумјав да не е слепо црево или било што, самиот сум. И она рече, сега нема нигде да те пратам, ако сакаш да те боцкам кетонал, уред, ако не, оди си дома поутре тражи чаре од друга докторка. Јас се отидов, наредниот ден дојдов, партијаме на снимање. Тоа беше недела, кога дојдов наредниот ден. Во понеделник ме правија операција, пошто беше пукнено слепо црево. Не, он дефинитивно не се плаши од никој. Јас кажав дека ќе викнам и директорка, дека викнам, она ми кажа, оди кој сакаш, викни, значи прегруп однесување, преарогантно, незиното место дефинитивно не е тука. Јас си кажав, значи викнете на директорката да ми каже некој зашто не ми давате упат, зашто не кој да го прегледа моето дете. Незиното одговор беше викни кој сакаш, ајде што чекаш, оди викни. Не знам како може во една болница, во државна институција да работи таква личност, не би ја нарекла докторка. Дојдовме ноќта во 2 саатот, на бразаста помош со синчето што имаше температура 40 и докторката Дивна не ми даде упут за да се качим горе на детско одделение. Ние се качивме на детско одделение без упут и кога се качивме горе на детско одделение, ме праша кај ти е упутот, викам докторката Дивна не ми даде упут и не ми го прегледаа детето. Јас сум повреден од сообраќајка, јас сум стално по болницата, но откако таа изјави дека рече дека ако дојдеш ти во болницата има да се мачиш на вратата и лично да знаеш дека јас лично ќе ти ставам некоја инекција таква за да умреш пред вратата да преташ. Во самата полиција во МВР кај нас во Кочани е известена полициската станица, имат и записник направен од неа, но никој ништо не презима акции. Апелирам за оваа личност да биде отстранета од оваа болница. За ситуацијата одговор побаравме и од ВД директорката Душанка Ѓоргиева Трпевски, а таа во писмено соопштение истакна
Ја известуваме јавноста дека од страна на управата на ИЗУ општа болница со проширена дејност Кочани случајот ќе биде детално истражен, доколку се констатираат некакви повреди во врска со работниот ред и дисциплина од страна на било кое лице вработено во нашата установа, ќе биде поведена соодветна дисциплинска постапка. Воедно ја известуваме јавноста дека пациентите и нивната здравствена заштита се врвен приоритет на специјалистичкиот и менаџерскиот тим на општа болница со проширена дејност Кочани и доколку се утврди дека станува збор за неукажување на прва помош, потенцираме дека истото нема да биде толерирано и ќе се изречат санкции предвидени со закон.